Почитувани, на изминати 6 месеци, откако СРСМ и коалицијата ја добија честа од граѓаните да ја водат нашата држава и на прагот на новата година, отчетно и одговорно, сакам пред јавноста да сообштам за досега направеното од планот за живот во Македонија за сите. За нас зборот е збор и тој ќе биде главната одлика во спроведувањето на политиките во интерес на граѓаните. Наследивме заробена и изолирана држава, партизирани и нефункционални институции, срушен општествен и вредносен систем, а граѓаните турнати на маргините, заробени и обесправени. За само неколку месеци државата им ја вративме на граѓаните. Денеска сите се гордееме што Република Македонија слободно живее, а граѓаните се во центарот на вниманието. Заедно градиме едно општество, еднакво за сите, со институции кои што обезбедуваат исти услови за сите граѓани подеднакво. Уште во првите недели од мандатот, значително ги намаливме непродуктивните трошоци, ја редуциравме фреквенцијата на задолжувања, ги сервисиравме наплатените и напластените долгови и ги пренасочивме парите назад кај граѓаните. Обезбедуваме подобар животен стандард и еднакви услови за развој на бизнисот, на малите и средни предпријатија. Економијата ја стабилизиравме, ги изедначивме условите за бизнис за домашните и странски компании и отворивме спиралата за раст на платите. Во интерес на нашите граѓани, како што беше ветено, зголемена е минималната плата и таа сега изнесува 12.000 денари за сите вработени подеднакво, и за оние во текстилната, и за оние во кожарската и индустријата за обувки. Решен е и деценискиот проблем со стечајните работници. Околу 3.500 стечајни работници денес добиваат надоместок од државата во износ од 7.596 денари, со што исправивме една децениска неправда. Укината е и радиодифузната такса, давачка поради која илјадници семејства беа со блокирани сметки. Поведена е дневната тарифа на ефтина електрична енергија. Секој семејство, секој ден од 14 до 16 часот може да користи ефтина тарифа на струјата и со можност да заштеди во сметките за електрична енергија. Го укинавме екстерното тестирање, кој што создаваше стрес и кај учениците, и кај родителите, и кај наставниците, а во тек е и укинувањето на казните од оценувањето кај административните службеници. Се грижиме за вистинските земјоделци. Програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2017 година беа зголемени за 10 милиони евра, мерката млад земјоделец беше зголемена за 4 милиони евра. Дополнително, со последните измени во Законот за персонален данок, овозможуваме на крајот од секоја година кај земјоделците да бидат вратени дополнителни 7 милиони евра. Со измените на Законот за катастар на недвижности, овозможивме граѓаните да плаќаат помалку за катастарски услуги и геодетски елаборати. За 23 пати се намали цената на државното градежно земјиште во 58 општини. Само за оваа година со ребалансот обезбедивме 60 милиони денари за поддршка и на туристичките капацитети во Република Македонија и за годишен одмор на најслабо платените работници. Со 9 милиони евра во 2017 година ги поддржавме активните политики и мерки за поддршка на новите вработувања и за реализација на проектот Гаранција за млади, затоа што сакаме младите да не останат тука во Република Македонија. Обезбедивме 135 милиони денари за поддршка на малите и средни предпријатија и за поддршка на домашните гринфилд инвестиции. Потврда за успехот на економските мерки што ги спроведува владата предводена од СРСМ е и растот на бројот на работници во индустријата. За првите 8 месеци оваа година, во споредба со истиот период лани, бројот на работници во индустријата е зголемен за 1,3%. Спиралата на покачување на платите, што ја започнавме со покачување на минималната плата, ја продолжуваме со планот за економски раст, кој возможува нови, подобро платени работни места, директна поддршка на домашните фирми и привлекување на нови странски инвестиции. Здравието на граѓаните и здравата животна средина се во врвот на приоритетите на владата предводена од СРСМ. Работиме на изнаоѓање на механизми за решавање на проблемот со рудниците, со што пред се ќе се заштити здравието на граѓаните и животната средина, а во исто време ќе се обезбеди интересот на државата.
Во соработка со десеттици граѓански организации за заштита на животната средина, владата изготви сериозни мерки за борба против загадениот воздух. Интензивно работевме за подобрување на меѓународната позиција на земјата и односите со нашите соседи. Денеска со гордост можеме да кажеме дека Македонија е позитивен пример во регионот и со исполнување на реформите цврсто чекори кон Европската унија и НАТО. Преку посветено спроведување на планот 369 ги отвараме перспективите на Македонија за реформи во клучните области, како судството, администрацијата, Државната изборна комисија, медиумите и безбедностните структури. Демократското општество и институциите за граѓаните ги градиме секојдневно во соработка со граѓанскиот сектор. Организиравме слободни, фер и демократски локални избори, како потврда на нашата заложба за слободно општество и како респект кон гласот на сите наши граѓани. Почитувани граѓани, ова се само дел од мерките кои во последните месеци беа спроведени од страна на владата и парламентарното мнозинство предводено од СРСМ и коалицијата, а кои обезбедуваат институции во служба на граѓаните, повисок животен стандард, економски раст и повеќе пари назад кај граѓаните. Таквиот пристап на честно, одговорно и транспарентно работење ќе продолжи во иднина. Пример за тоа е и донесениот буџет за 2018 година. Овој буџет на граѓаните им обезбедува финансиска и економска стабилизација на државата, услови за раздвижување на економијата, отворање нови работни места, повисока помош за домашните предпријатија, за повисоки плати во образованието, здравството, безбедноста и детската заштита. За наредната 2018 година, освен покачувањето на животниот стандард, клучни приоритети на СРСМ остануваат сигурноста на сите наши граѓани, здравието на граѓаните, борбата против корупцијата, владењето на правото, реформите и исполнување на стандардите за членство на Република Македонија во НАТО и Европската унија. Продолжуваме да работиме често и посветено во реализација на мерките што носат живот за сите во Република Македонија. Нека ни е среќна и берикетна новата 2018 година.